Мира Митреска има згрижено две дечиња, едното со Даунов синдром, другото пак со аутизам. По повод меѓународниот ден на лицата со Даунов синдром, таа денеска присуствуваше на приредбата во посебните паралелки во основното училиште Климент Охридски во Прилеп. Детето за кое се грижи има 11 години и вели дека е многу задоволна од односот на наставниците и колку тие се вложуваат во овие деца. Најбитно за овие деца е да им се пружи љубов. Со љубов се постигнува. Како работите секојдневно? Секојдневно врските си се наши, му се кажува се што треба и тие самите прифаќа и се е само со љубов. Детето е на 11 годишна возраст, учи второ одделение, баш ми е мило, се дружи, почнува и да свајча, да пишува, благодарение на учителката. Децата со Даунов синдром имаат чувства на љубов, сакат поиќе да бида прифатени од другите деца, тие се мили дечина а посебно за нив би требало во програмата да се земи поиќе не со учење, треба преку игра, така може да свата поиќе децата. Во основното училиште Климент Охридски учеле 3 дечиња со Даунов синдром. Дефектологот Рената Андоновска вели дека најголем акцент во наставната програма се ставал во подобрување на моториката на овие дечиња, но потенцира дека е потребно посебно прилагодување на програмата за овие деца. Имаме програма, по која што работиме, програма која што ни е дадена од страна на бирото и секако ние како наставници со оглед на тоа што ги согледуваме нивните способности, гледаме да ги прилагодиме програмите на индивидуалните способности на секој детенце. Па треба прилагодување. Но сепак јас конкретно како наставник, затоа што во мојата паралелка се вклучени токму тие две дечиња, помалите, и дневните активности ги прилагодувам на нивните способности. Секојдневно. Бара прилагодување, програмата бара. Во што најмногу? Па намалување на целите. Конкретно во поголемите, јас се уште се немам со некој поголем проблем соочено, меѓутоа веќе во трето одделение програмата е обемна, конкретно бара изучување на ракописни букви, изучување на латиница, а овие дечиња едва ги совладуваат и печатните букви. Родителите на дечињата со други посебни потреби истакнаа дека е потребна поголема помош од државата, бидејќи средствата кои што тие ги добивале биле минимални. Државата моментално, ние кои ги земаме се 4300 денари, навистина се многу малце средствата за нашите деца. Епте малце се кои лекарствата навистина се повисоки кои ги земаме ние на приватно. Работели некој од вас со сопругот? Ние со сопругот сме двајцата работени, тој работи на скратено работно време, заради детето, а јас се одам на полно работно време. Денеска во одбележувањето на овој ден во основното училиште Климент Охридски се приклучи детската амбасада за сите деца во светот. Во нашето училиште посебните паралелки исто така организира една изложба на творби на учениците со Даунов синдром, благодарение на детската амбасада од нашиот град, кои што символично ќе бидат продадени, а средствата ќе бидат посветени на учениците со посебни потреби во нашето училиште. Така и овој ден го одбележуваме заедно со нив, со децата со Даунов синдром, денес е посветен ден на тие дечиња, заедно со децата од детската амбасада, односно координаторите од сите основни училишта од овој град, изработуваат творби во текот на вчерашниот ден, а денес нивните другарчиња ќе ги купат и средствата ќе бидат наменети за нивни потреби. Настанот го посетија и членови на Советот на општина Прилеп.